Здраво, фудбалски фанови! Подгответе се за утрешниот дуел помеѓу Баер Леверкузен и Штутгарт, два тима со одлична сезона досега. Ќе ви ги презентираме сите детали, формата на тимовите, клучните играчи и тактичките поставки кои можат да го решат надпреварот. Дознайте што треба да очекувате од оваа пресметка. Тренерот Чаби Алонсо и неговиот тим го започна овој шампионат со силен импулс, но и со неколку предизвици. Леверкузен моментално се наоѓа на третата позиција на табелата, што ја нагласува нивната стабилност и конкурентност оваа сезона. Сепак, тимот се соочуваше со пораз од Лајпциг во септември, со што се прекина нивната истакната серија на непоразеност во Бундеслигата. Со играчите како Флориан Вирц и Виктор Бонифејс, тимот продолжува да ја демонстрира својата флексибилна и напаѓачка игра. Нивниот силен напад кој постигнува по 2 или повеќе голови во надпревар ја направи екипата особено опасна за противниците, додека одбраната под водство на Джонатан Тах ја држи структурата на тимот. Алонсо води стабилна стратегија и се концентрира на титулата во Бундеслигата оваа сезона, иако пред него се некои големи предизвици. Штутгарт оваа сезона изненадува со своите резултати и моментално е високо позициониран на табелата. Со одлична форма на напаѓачите како Данис Ундав и стабилна средина предводена од новопројодениот Махмуд Дауд, тие покажуваат дека се сериозен противник. Тимот настапува офанзивно и не се плаши да го искористи секој простор што Леверкузен ќе го отвори во напад. Очекуваме Леверкузен да го диктира темпото и да игра преку посет, додека Штутгарт ќе се обиде да удри на контра со Ундав и офанзивната линија. Со оглед на формата на двата тима, надпреварот ветува голови и агресивна игра. Тоа беше нашата најава за утрешниот надпревар помеѓу Баер Леверкузен и Штутгарт. Дали Леверкузен ќе ја задржи својата висока позиција или Штутгарт ќе приреди изненадување? Споделете ги вашите прогнози во коментарите и претплатете се за уште повеќе фудбалски содржини. Се гледаме наскоро. Чао!